Со Владко Стефановски зборуваме за Скопје, зборуваме за кариерата, зборуваме за тоа дека е непресушна енергијата во создавање на нови дела. Добро утро. Добро утро. Благодарам за поканата и голем поздрав до сите ваши гледачки и гледачи. Благодарам што токму на денешен ден сте дојдени кај нас како гостин во студиото. Ве станавме рано и ви благодарам што ни спочитувавте. Ако треба да го отсвирите Скопје, кои ноти ќе ги изберете? Се надевам дека во досегашната кариера сум го отсвирал многу пати. И многу луѓе се врзуваат, поготово вие што доаѓаат од страна, као туристи, како оние што имаат роднини и пријатели во Скопје. Мислам дека многу често го врзуваат градот со некоја од моите песни. Ја мислам дека најмногу со најпопуларна наша народна песна Јовано Јованке, мислам дека најмногу одговара таа песна како саундтрак за овој град. Мислам. Иако не е моја композиција народна. Да, како не, можам само да кажам дека извонредно ги изведувате, каде и да ја изведувате. Ако денеска, ве прашам денеска, еве на денешен ден, ако треба да ве вратам наназад, каде најмногу ја чувствувате душата на градот? Дали во вашата тафталиџа? Вчера имав некои гости од Црна Гора и ги прошетав низ Боемската улица во Скопје и мислам дека тука околу тој кружниот ток, кај што е сега споменикот на Горан, мислам дека таму е срцето на Скопје. Тука Боемската четврт, тука мислам дека е епицентарот на Скопје. Да, тука ја чувствувате и најмногу добро. И соговорникот пред вас, Горан Марковски, професорот од Градежен факултет, вели ако треба да се вратам на тинеџерските години и на растењето и на тоа на убавите денови, веднаш на Леписолто помислам. Мислам дека не постои песна која што е соодветна химна од Скопје од Леписолто. Па веројатно сме 37 години, добро избрав. Веројатно сме погодили. 87 е направена тоа. Таа песна е направена за тогашното Скопје, кој имаше некако скромни димензии и скромен број на жители. Сега, велите, веројатно сме ја погодиле како може децении потоа текстот да одговара на нашиот менталитет. Толку добро го познавате. Текстот го напиша Горан Стефановски и мислам дека секој збор е точно залепен и одговара на многу работи околу Скопје. И на менталитетот, и на навиките на народот, и на архитектурата. Погодени се некои работи. А тоа што ќе го погодите еднаш, веројатно трае како некој погодок, како некој поен, трае долго време, ако е навистина направено од душа, срце и од сите капацитети што човек ги има. Сакаат некогаш некои луѓе да кажат јас сум стар скопјанец, вие сакате да го кажете тоа јас сум стар скопјанец, се чувствувате така? Сакаат некој епитет со тоа, некој пиедестал посебен. Го чувствувате тоа така? Ама стар, дедо ми е еден од тие, дедо ми Стрезо е еден од тие што го формирале Дебармало. Може би ја не сум стар скопјанец пошто сум роден во Прилеп. Ама дедо ми и татко ми сигурно биле стари скопјани. Значи, Дебармало почеток на 20 век. Луѓе од Дебарскиот крај доаѓале и граделе куќи, таму и го направиле. И сега е тоа, како да кажем, тоа е душата на Скопје. Да, шетате по светот. Ќе зборувам и за тоа кај се бевте во изминатиот период и кога ќе се навратите во Скопје, се чувствувате како дома, чисто. Па се враќам, ја постојано упорно се враќам, патувам насекаде и се враќам дома, се враќам во Скопје. Тука ми е некако, тука ми е базата, тука ми е куќата, што да ви кажам. Тука ми е дома. Тука ми е дома, да. Да. 50 години творештво. Вака како бројка, за вас 50 години творештво, велите, па сега веќе морам и да бројам, поради тоа што толку има направено, толку има зад вас. И кога ги избројавте, дали прво лично сте задоволен? Од тоа што сум го направил, да, како не. Да. Имам огромен опус. Луѓето ги знаат само хитовите. Ама да бидам, како да, не сакам да звучам нескромно, но јас сум работел многу музика за филм, за театар, имам многу необјавена музика.
имам работено како гост и имам гостувано на стотици албуми на разни други изведувачи. И се уште гостувате? Проекти за кои многу луѓе не знаат. Значи, проекти што сум ги работел во Франција, во Германија, во Америка, во Канада. Имам албуми што не се објавени уште. А имам и, бога ми, огромна архива дома и не знам кога ќе стигнам да се занимавам со тоа. Чекајте, тоа ми е исто следно прашање. Овие 50 години, како ги чувствувате? Беа едно долго патување или поради тоа што се уште сте на вистина во полна енергија и активен, како ги гледате како една прилика за нови почетоци, едно ново време, друго време? Па ја, мислам, минатата година искористив да го спомнам тој јубилеј, инаку ја не се занимавам со тоа премногу. Навистина, направивме све, направивме и онака како што доликува. И мајци, и стикери, и концерти по повод таа 50 годишница. Требаше тоа така да биде. И одбележивме. Ја затоа кажував дека не славам, туку одбележувам. Друго е да славиш, да отвориш флаша шампајнско, па да славиш и да правиш жур. Ама ова беше одбележување. Со стикери на моите албуми и така натаму. Ама тоа човек не сакам ја да го земам тоа како фактор кој ме обврзува или кој ме ограничува. Ја терам додека можам да терам, додека во себе чувствувам енергија со која можем да патувам и да настапувам, ќе одам и понатаму, таму кај што ме води работата. Ќе објавите некое ваше писание или можеби видео издание за вашиот живот? Сега еден режисер, професор од Америка, сака да прави документарен филм за мене. Ја му реков дека е тоа многу тешка задача, дека подобро да не пробува. Меѓутоа беше упорен и се сретнавме неколку пати, дури направивме и едно кратко снимање кое ќе биде некаков тизер за она што треба да следи понатаму. Ја му реков, колку и да раскажеш, многу ќе пропуштиш. Што и да направиш од документарното. Не дека сум јас сега кој знае кој, ама... А за да не пропуштиме ништо, ние што сакаме сите за вас да прочитаме за вашиот живот, не мислите дека ни должите едно писание? Па јас веќе пишувам некои мемуари, доста лењо, морам да признам. Не сум многу сега цел ден да седам пред компјутер да пишувам, немам, само од време на време ќе ми дојде нешто па ќе го запишам. Веќе сум пред крај, ама тој крај трае веќе 2-3 години. И малку ми е, како да кажам, со оглед на медиското лудило кое се случува насекаде околу нас и овие социјални мрежи. Ставете го тоа на страна. Ја затоа не давам интервју, ја не одам на интервју многу. Ова е ретка прилика, стварно. Да, не одам затоа што од овој наш мал разговор луѓето ќе извадат 5 секунди и ќе го стават по разни рилсови, по разни социјални мрежи и тоа малку ме вознемирува, да бидам искрен. Ставете го тоа на страна. Сепак имаме и популација која што не живее за тоа. Живее со дух, со срце, со љубов кон нешто. И можеби токму на нас. Нив им се обраќам. Да. За нив снимам албуми, за нив одам правам концерти, за токму за таа популација на која нешто и треба. Да. А веќе можете се да замените, веќе станува креативната работа е во опасност, сериозна опасност поради постоење на таа вештачка интелигенција. Музичарите... Се уште не се даваме? Па се не се даваме, ама наскоро ќе бидеме заменливи. Барем за продукција музичка, ќе бидеме заменливи. А за концерти се уште тешко ќе не заменат, затоа што сепак човек треба да се појави во живо и да свири и да пее. Како не. Кога велите вака дека музиката е како океан, не можеш да пливаш преку него. Нешто што е ваш белег, што сум го забележала, особено во некој песни како Бистра вода, каде ја замолуваат и публиката да не реагира, да молчи и да слуша, да го живе, вие мижите, ги затворате очи. Па добре, ја... Каде вие патувате? Не знам. Патувам во некој... Ние сите влегуваме во некој океан, во нешто, сите патуваме слушајќи вашата музика, ама каде сте вие? Простори на фантазијата. Простори на фантазијата. Абстрактни, ама произлегуваат од фантазијата. Абстрактни се, не се конкретни.
Не мислам нити на личност, нити на место, нити на било што. Тоа е И сум забележала дека е на некои песни, не на сите. Па добро, некој кога некоја мелодија е посебна. Кога се обидам фокус да направам, кога сакам да ја усмерам енергијата, точно да не ја расплинувам, туку да ја усмерам тачно кај што треба, тогаш треба некаква мобилизација психофизичка. Што сакате тука публиката да понесе со себе? Од вас? Емоции, ништо друго. Да, и верувам дека нема кој не ги носи. За емоциите е тешко да се разговара. Сите ги чувствуваме, ама тешко е да се анализираат. Затоа што има многу нијанси на емоции. Не се само радост, тага, страв, гнев. Има и тука многу нијанси, прелевање едно во друго. Така да, не знам, ја мислам дека музиката многу подобро ги детектира тие наши емоционални точки. Што ве научи музиката за животот? За животот? Па се научи преку музика. Се. Патување, преживување, снаоѓање, копање по себе. Го научивте животот? Го спознавте? Мислам, тие лекции секојдневно човек учи, ама музиката е голем учител. Голем учител. Единствениот музичар сте од регионот кој што имаше можност не само да го запознае кралот на Англија, туку имавте можност да размените, искрено вистина ме интересира, кои зборови си ги разменивте, да му дадете ваш албум. Вашата музика, вие да му ја дадете вашата музика. Да, и ми вети дека ќе ја слуша. Да, што си разменивте? Имаше конверзација? Имаше, како не? Да. Ја отидов спремен тамо. Во десниот джеп од сакото имав 7 фотографии од нашата прва средба во Скопје, во хотел Континентал, 98 година. Он беше принц. Ја посети Македонија и меѓу другите званици бев и ја тамо. И покажа интерес уште тогаш. Ме праша што свирам, како свирам. Така? Го праша мојот менаџер дали ме пази, дали ме чува и така натаму. А сега му ги однесов истите тие фотографии, 7 фотографии имав спремни и навистина се воодушеви и изјави да, и ја некогаш сум бил млад. И ја му реков да, и ја некогаш сум бил млад. После у левиот джеп имав CD-то London Sessions, му кажав дека е снимено во Лондон, во Abbey Road студиото, дека пред година ден и така натаму. На што покажа, ме праша што врста на музика, му раскажав дека е тоа некоја комбинација помеѓу рок, фјужн и македонска традиционална музика. И вау, рече, одлично, ќе ја преслушам и тие два подарока ги даде на своите тие помошници. Да, да. И едниот од нив ми прииде во униформа, војно лице, и ми прииде и ми рече, ве молам за вашето име. И ја му реков, моето име се наоѓа на омотот на оваа плоча, на омотот на CD-то, така да не мора да го запишувате, тој сум од албумот што ви го дадов. Во секој случај, интересно искуство, многу интересно, затоа што ретко кој има прилика да влезе во таа палата, Сент Джеймс Палас. Имаше и други луѓе од Македонија, не сум единствениот. Милчо Манчевски беше Логин Кочишки. Тоа беше некоја подготвена делегација, да. Да. Беше и Раде Шербеџија, беа и некои други уметници од Балканот. Само што морам да кажам дека ние не бевме дел од македонската делегација, морам тоа да го спомнам, затоа што луѓе мислат дека сме биле заедно со премиерот и со вие си бевте ваша делегација, не, ние бевме уметничка, културна. Точно, ние бевме поканети од Британскиот совет. А верувам дека политичарите беа поканети од премиерот на Англија, кој беше таму. Така што тие си имаа своји разговори, ние си имаме своји. Апсолутно раздвоено. Имате ли впечаток дека токму музиката е универзалниот јазик за луѓето? Па, знаете како е, одиме на гледаме... А тоа најмногу можете да го забележите преку светските настапи. Па, публика реагира на мојата музика и на моите настапи, без разлика дали разбираат што тоа правам и дали го разбираат јазикот. Без разлика на тоа, луѓе реагираат. До нив доаѓа некаква порака, која не мора да е конкретна. И ја одам на концерти на афричка музика, не разбирам свахили јазик, па ја слушам со големо задоволство музиката и пораката доаѓа до мене.
Као и што не можеш да ги разбираш оние стари блуз мајстори кога пеат, они малце пеат, малце мрмља, ти не можеш да го разбереш. Тоа е убавината, мислам дека тоа доаѓа. сама, да. А да не зборам за класичната музика кај што пораката доаѓа без разлика од кој композитор. Дали е Моцарт или е Горецки или е, не знам, било кој доаѓа, пораката доаѓа. И сега кога сме кај настапите, Музикверајн е храм на класичната музика. Точно така. Вие како почесен гостин настапувате, дали точно е тоа на Симфонискиот оркестар од Дубровник? Да. Така? Ја бев гостин на Марија Видович, тоа е сопранистка од Загреб и она е млада rising star, би рекол, пошто е стварно во нејзината кариера оди према горе, извонредна пејачка. Таа ме покани. Затоа што имаше таков свечен концерт во Музикверајн посветен на меѓимурската музика. Иако ја мислам дека имаат сличности меѓимурската и македонската музика. И ја имав еден дел кај што свирев соло, еден дел кај што свирев со оркестарот и со неа. Диригентот Иван Хут беше многу флексибилен и ми даде слободен простор да свирам како што сакам и како што мислам и чувствувам. Сега, кога сме во свој уникатен предпознатлив стил, нашата филхармонија имаше настап на таа сцена, Па знам, недела дена пред ова има така нешто беше неколку дена претходно. Дури луѓето таму ми кажа, мислам луѓе што ги сретнав ми кажа дека нашите биле таму и дека имале многу успешен концерт, што ми е необично драго. Огромен успех за нас. Посакувам вас во ваше соло издание да ве видам на таа сцена. Си го посакувате ли вие тоа? Ми беше втор пат во Музикверајн. Ја 2009 година заедно свирев со колегите Мирослав Тадич, Теодоси Спасов и Тон Кунслер, Симфониски оркестар од Виена. Втор пат ми е мене во Музикверајн. Не, сакам да видам во ваше соло издание, уникат. Го посакувате ли тоа? Во контекст на прашањето, Музикверајн ми е освоен. Така, јас сакам да се видам во Ројал Алберт Хол и во Карнеги Хол. Ако не звучи нескромно, верувам дека е за вас не треба тоа да биде нескромно. Тие некако Ројал Алберт Хол ми е вау. Мада иако мислам дека тешко ја ќе го наполнам, али Карнеги Хол во Њујорк мислам дека е достапен. Ројал Алберт Хол е верувам многу скапа дворана со многу однапред договорени термини таму. Не можеш да стигнеш до 2029-та, веројатно. Мислам дека кога точно знаеш што сакаш, дека и звездите може да. Човек треба да манифестира и да мечтае и да сонува за некои високи дострели. Па дали ќе се остварат, тоа веќе зависи од многу работи, не само од нас. Малку среќа, малце околности, малку снаодливост. Работите може да се случат. Понесете со вас оваа млада ваша екипа? Се разбира. Ете така, тоа сакав да кажам. Па ги понесов во Еби Роуд. Мене ми требаше 50 години да стигнам до таму, на син ми му треба 5 години, на Јан Степановски, да стигне до тоа студио. Ја мечтаев за тоа студио 50 години, а тој елегантно влезе после 5 години кариера. Така што работите се случуваат. И ајде да се навратиме назад на Скопје. Вашето место во Скопје во кое што си ја полните душата, каде? Кога правите шафл низ Тафталиџа? Ја не излегувам од Тафталиџа. Стварно не излегувам. Многу ретко. Вртам крупчиња со кучето, низ мало и тешко ми е кога ќе помислам дека треба да возам до град, да идам до центар, да паркирам. Пешки се шетам низ Тафталиџа, таму имам се. Кафетерии, ресторани, имам пријатели, имам со кого да се видам на кафе, има некои фини места кај што се уште и покрај таа урбанизација се уште се држи некако. Вие сте во тој дел кој што се уште го има белегот. Јас сум на тоа беше стварно прекрасна населба кога се изгради. Стварно беше прекрасно. Крај на 60-70 години фантастично место за живење. Стварно, мислам урбанизирано, со простор, со игралишта, со бавчи, со природа, со дрва, со се и се што. Сега малку е згуснато,
Ама ја не Но можам тоа. душата постои. Не можам со тоа ја да се носам. Тоа значи дека без разлика што и да се случи, вие сте човек кој што се врзувате и знаете точно да покажете и да чувствувате љубов. А тоа е каде да одите, што и да правите, вие се враќате повторно на тоа ваше. Се враќам, да. Да, таму каде што има љубов, каде што има мир. Еве, да. не сум останал, сум се враќал стално во Скопје. Не знам, има некој магнетна некоја сила, има што ме влече овде постојано. Значи, каде и да одам, има некој магнет овде што ме тера да се вратам. Тоа е Скопје, тоа е само да ви кажам дека и моите деца 12 години, 8 години, Скопје има микроклима, целата ја знаат од збор до збор, ако нешто јас пропуштам некоја зборче, некоја запирка, знаат да ме опоменат. Скопје прави падни стани, има 9 лути рани, има славни мала, ги споменавме, но на крајот насмеј се, не бери гајле, намигни ми и ајде на здравје Скопје. Така нека биде. Ви благодарам. Би сакал да го честитам денешниот празник, 13 ноември, ден на ослободување на Скопје. Да им го честитам на сите што не гледаат и на тие што не гледаат. Така да благодарам за поканата. Благодарам вам. Благодарам на вниманието и да се видиме, да се за убави работи. Посакувам да ги допрете звездите, а јас потоа да раскажам за тие остварувања. Благодарам.